Почитувани гледачи, добре дојдовте во урбаните вести. Скопје со повеќе активности и манифестации во среда одбележува 54 години од катастрофалниот земјотрес во 1963 година, во кој 1070 луѓе го загубија животот, а 3000 беа повредени. Ова е првата информација за денеска, а еве што друго ќе гледате во вестите. Почнаа градежните зафати за реконструкција на булеварот Васко Карангелевски. Одбележани 60 години од смртта на Методија Андоновченто. Ке се реконструира основното училиште Кирил и Методиј во општина Центар. Над 700 учесници на традиционалниот спортски викенд Илинден 2017. Бензинот Евросупер 95 поскапува за половина динар. Булеварот Васко Карангелевски кај Мајчин дом од денеска започна да се реконструира во должина од 600 метри и се предвидува во септември да заврши неговата реконструкција. Градоначалниците на град Скопје и општина Аеродром сметаат дека реконструкцијата значително ќе ги подобри условите во сообраќајот на оваа сообраќајница. Денеска започнаа градежните работи за реконструкција на дел од булеварот Васко Карангелевски на потегот од крстосницата со булеварот Јане Сандонски до крстосницата со булевар Асном кај хотел Русија во должина од 600 метри. Со проектот предвидено е гребење на горниот слој на постојниот коловоз и нанесување на нов асфалт од типот сплит мастик. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски истакна дека со реконструкцијата на овој булевар, кој како што рече во моментов е во катастрофална состојба, значително ќе се подобри одвивањето на сообраќајот и се надева дека градежните работи ќе завршат во текот на септември. Со проектот е предвидено гребење на горниот слој, санирање на основниот слој долу кај што треба и нанесување на нов асфалтен слој. Со асфалтниот слој ќе биде од типот на сплит мастик, така да сметаме дека после реконструкцијата ќе биде нема да ја гледаме веќе оваа грда слика на крпеници на овој дел од булеварот кој што е навистина во една катастрофална состојба. Ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот, екологијата, како и изгледот на општината и на градот Скопје после реконструкцијата на овој дел. Градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски истакна дека реконструкцијата значително ќе ги подобри условите во сообраќајот на оваа сообраќајница, ќе им го олесни пристапот на жителите до зградите и ќе придонесе за зголемување на безбедноста. Во моментот се работи на реконструкција на улицата Васко Карангелевски. Работиме интензивно неколку години со градоначалникот на градот Скопје на изградба и реконструкција на инфраструктурата во општина Аеродром во интерес на жителите. Јас се надевам дека овие проекти ќе продолжат и понатаму и сум сигурен дека граѓаните се задоволни од реализираните проекти во нашата општина. Покрај санацијата на коловозот со овој проект е предвидена и санација на рабниците и реконструкција на дел од тротоарите. За реализацијата на овој проект, градот Скопје ќе вложи 7,8 милиони динари. Општина Центар информира дека ќе се санира и реконструира основното училиште Кирил и Методиј. Градежните зафати ќе ги опфатат приземниот дел од објектот, влезниот хол на училиштето и 4 училници наменети за најмалите. Општина Центар почнува со санација и реконструкција на дел од објектот на најстарото општинско основно училиште Кирил и Методиј. Како што соопштуваат од општината, зафатот се однесува на приземниот дел од објектот и ќе ги опфати влезниот хол на училиштето и 4 училници наменети за најмалите. Реконструкцијата и санацијата во училиштето, кое лани прослави 180 години постоење, е договор на родителите и наставниците со градоначалникот Андреј Жерновски. Со изградбата на затворената спортска сала во дворот на училиштето се создадоа услови објектот на училиштето да се врати во неговата првобитна состојба. Во план е проширување на влезниот хол на сметка на двете училници кои беа изведени во холот, неопходни за непречено одвивање на наставата. Ке се изврши рушење на преградните ѕидови во ходникот кој досега служеа како импровизирани сооблекувални за спортската сала, која пак ќе се прегради со што ќе се добијат 2 нови училници
информираат од општината. Дополнително ќе се изврши молерисување на ходниците, влезниот хол и сите училници на преземјето. Дотрените подови од ламинат ќе се заменат со нови од винилна облога. Ќе се офарбаат радиаторите и ќе се замени и дополни постоечкото осветлување. Се одржа традиционалниот спортски викенд во општина Илинден. Повеќе детали за оваа манифестација гледате подоцна во вестите. Општина Газибаба заедно со урбаните и местните заедници денеска одбележа 60 години од смртта на првиот претседател на Президиумот на АСНОМ и првиот претседател на Македонија Методија Андонов Ченто. По тој повод денеска во паркот Ченто беше положено свежо цвеќе. Пред 60 години на денешен ден, 24 јули, почина еден од најголемите великани, патриоти и борци за самостојна независна Македонија, Методија Андонов Ченто. По тој повод, денеска пред неговиот споменик во населбата Ченто, општина Газибаба на свечен начин го одбележа денешниот ден со положување свежо цвеќе. Почит кон великанот изразија делегациите од општина Газибаба, предводени од градоначалникот Тони Трајковски, делегации од урбаните и местни заедници од територија на општина Газибаба, Сдружение на пензионери и граѓани. Методија Андонов Ченто е личност со посебни особини, кои придонесуваат да се издигне на повисоко рамниште од околината и средината. Решителен, самостоен, активен и чесен македонец, смел борец за слобода на македонскиот народ. Тој бил доволно комуникативен со народот, што овозможил да ги запознава нивните потреби, интереси и приликите во кои живееле. Методија Андонов Ченто е една од најсветлите фигури во историјата на Македонија и несомнено еден од најдоследните борци за социјална правда и национална слобода на македонскиот народ. Во општина Илинден по 9-ти пат се одржа традиционалниот спортски викенд на кој учествуваа над 700 учесници, кои се надпреваруваа во велосипедизам, шах, кошарка, тенис, атлетика, хокеј и фудбал. Општина Илинден успешно го реализираше 9-тиот спортски викенд Илинден 2017 во рамки на одбележувањето на незиниот патронен празник Илинден 2 август. На оваа традиционална спортска манифестација учествуваа над 700 спортисти кои се надпреваруваа во повеќе спортови: велосипедизам, шах, кошарка, тенис, атлетика, хокеј и голем фудбал. Централен настан на спортскиот викенд беше професионалната велосипедска трка во должина од 100 км Трофеј Илинден 2017, која што е влезена во календарот на велосипедски трки на Велосипедската федерација на Македонија и се бодува за купот на нашата земја. Велосипедистите возеа 4 круга низ населените места на општина Илинден: Илинден, Марино, Ајватовци, Мршевци, Делјадровци, Текија, Миладиновци и Катино, а должината на еден круг беше 25 км. Како вовед во главната трка се одржа и рекреативна велосипедска трка во должина од 5 км, во која учествуваа голем број граѓани од сите возрасти. Покрај многу силниот шаховски турнир на кој настапија 40 шахисти, особен интерес предизвикаа надпреварите во атлетика на кој учествуваа над 250 ученици, младинци и деца од градинката Гоце Делчев, кои му дадоа посебен белег на ова надпреварување. Во рамки на спортскиот викенд се одржа и ревијален надпревар меѓу екипата на звездите на македонскиот фудбал од радовите на нашите најтрофејни клубови Вардар и Работнички и екипата на општина Илинден. Покрај редовните турнири во кошарка и тенис, годинава првпат во рамки на спортскиот викенд Илинден 2017 се одржа ревијален надпревар во хокеј на ролерки на кој учествуваа повеќе мина репрезентативци на Македонија. Утре вечер во кино Фросина ќе се одржи книжевна вечер за поетесата Даница Ручигај, која загина во Скопскиот катастрофален земјотрес во 1963 година. Со книжевната вечер, Младинскиот културен центар Скопје ја одбележува 54 годишнината од Скопскиот земјотрес. Книжевна вечер, лебедовата песна на заробеничката на ветерот, сага за првата македонска поетица Даница Ручигај. Утре вечер ќе се одржи во киното Фросина во рамки на манифестацијата МКЦ за Скопје. Со книжевната вечер, Младинскиот културен центар Скопје ја одбележува 54 годишнината од Скопскиот катастрофален земјотрес.
Вечерта е замислена како промоција на книгите Лебедовата песна на заробеничката на ветерот и Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Книгите се посветени на првата македонска поетеса, авторка на антологиските стихозбирки Сребрени ноќни игри и Заробеници на ветерот и основоположничка на женското писмо во современата македонска поезија и литература воопшто, Даница Ручигај, која загина во Скопскиот катастрофален земјотрес во 1963 година. Во рамки на книжевната вечер ќе бидат прикажани и документарните филмови посветени на Даница Ручигај. Поетот живее и по смртта и соновите не заспиваат. Од ноќаска на полноќ бензинот Евросупер 95 ќе се продава по нова зголемена цена. Целосната одлука на Регулаторната комисија за енергетика следува за кратко во вестите. Специјализиран тим од социјални работници ќе биде во функција 24/7 за постапување по итни предмети од ранливи категории на корисниците на права и услуги од надлежност на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје. Министерството за труд и социјална политика формираше специјализиран тим за постапување по итни предмети од ранливи категории на корисници на права и услуги од надлежностите на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје, деца на улица, бездомни лица, семејно насилство, нереализирање на видувања, питачење, полов напад на деца, малолетничка деликвенција и сите останати групи на граѓани во состојба на ризик. Специјализираниот тим е во функција 24 часа неделно, односно е задолжен за вршење итни увиди во кое било време на денот и во текот на викендите. Тимот, кој се состои од 20 социјални работници, педагог и психолог, постапува по примен повик на дежурните телефонски броеви на лицата за контакт 078 230 943 и 076 381 762. Од ноќаска на полноќ бензинот Евросупер 95 ќе се продава по нова зголемена цена, а цената на Евросупер 98 и дизелот останува непромената. Бензинот Евросупер 95 од полноќ поскапува за половина денар по литар, а цените на Евросупер 98 и на дизел горивата остануваат исти, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евросупер 95 ќе изнесува 61 денар. Евросупер 98 и понатаму ќе се продава за 62,5 денари, а евродизелот за 47 денари. Екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава по 35,5 денари за литар. За 0,506 денари поевтинува мазутот и килограм ќе чини 23 денари 681 денар. Поради инвестиции во електросистемот, утре делови од општините Ѓорче Петров, Карпош, Шуто Оризари и Бутел ќе останат без напојување со електрична енергија. Дел од корисниците од улиците Веле Марков, Воин Драшковиќи и Бепали Куќа во општина Ѓорче Петров утре од 9 до 11 часот ќе останат без електрична енергија. Во период од 9 до 14 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата Владимир Каваев во општина Карпош, а од 9:30 до 13 часот дел од корисниците од улиците Пелагонија и Брсјачка буна во општина Шуто Оризари. Од 11 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Христијан Тодоровски Карпош, број 96Б, во општина Бутел. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи Скопје, прекините се поради инвестиции во електросистемот. Намалување на дневната температура, локален дожд и грмежи најавува за утре и во среда управата за хидрометеоролошки работи. Ќе дува и заселен ветер од југозападен правец. Во четврток врнежи ќе има на повеќе места, а локално ќе бидат пообилни и проследени со ретки грмежи. Дневната температура во следните 2 дена ќе бележи постепено опаѓање, а позначителен пад ќе има во четврток, кога ќе биде и најсвежо. Од петок се очекува стабилизација и повторен пораст на температурата на воздухот. Матема метео го гледаме во продолжение.
Јавното предпријатие Паркови и зеленило апелира граѓаните да не ја посетуваат парк шумата Водно во вечерните и ноќните часови. Причината за апелот, како што наведуваат од Паркови и зеленило, е се поголемиот број на пожари кои избувнуваат последниве денови. Со оваа информација ги завршуваме денешните урбани вести, а повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер, спортските вести се следни. Пријатно.